Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Кога вистината зборува, човекот слуша. Демистифицирање на глобални, регионални и локални актуелности кои влијаат врз граѓанинот. Секоја сабота од 11 часот. Радио Полиграф на Радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели. Вие сте на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија. 11 часот, време е за најновата емисија насловена како Радио Полиграф. Оваа емисија е замислена како едночасовен разговор кој оди во живо. Во неја учествуваат гости, стручни лица, аналитичари, политичари, со кои ќе разговараме и ќе ги анализираме најактуелните теми од Македонија, регионот и светот. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Одиме со денешната тема посветена на одржаните избори, победата на ВМРО ДПМН и формирањето на новата влада. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Токму така, на оваа тема денеска во студиото на Радио Слободна Македонија се наоѓа академскиот сликар во функција на политички аналитичар Маријан Камиловски. Маријан, добар ден. Добро Недев. Драго ми е што сум овде. Би сакал да сум у функција на академски сликар, да не се бавам малце со политика, али за жал живееме у времења кои што не тераат да се бавиме и со политичка аналитика. Па добро, самите сме граѓани, па ова сето тоа не засега, имаме право како граѓани конечно и како интелектуалци обврска да можеме да ги анализираме актуелните политички состојби од кои нели зависи нашето живење. Апсолутно. Па ако живењето е поквалитетно ќе има и повеќе уметност. Да, апсолутно. Но да се вратиме за она за што и ве поканив во емисијата, тоа е актуелната состојба во која во моментов нели се сочува Македонија, односно повеќе време. Во неделата имавме избори, завршија како што завршија, како би го искоментирале резултатот од предвремените парламентарни избори и дали се очекуваше СДСМ да освои толков број на мандати? Па, у принцип, нели ние веќе еднаш гостувавме овдека со колегата Станковски, со Сркањац и со уште еден господин бевме. Цело време го пратевме тоа, па мора да признам дека јас и тогаш го кажав, и сега ќе го повторам, оваа победа ВМРО ја доби без нокаут, него технички со напоени, како се вика тоа у боксот. Да, не би рекле како фудбал 3:1. Така некако. Тоа ќе биде нормално предмет на нивни анализи, меѓутоа победа е победа, дали е со еден или со двајца пратеници, тоа е факт кој мора да се респектира, така да сега однос на вашето прашање дали беше очекувано, морам да кажам дека се предвидуваше дека СДСМ дека ќе иде на комбинатурики, дека гледате тука има две ситуации кои допринесоа они да добијат повеќе пратеници отколку што добиваа у претходните 9 изборни циклуси. Значи, првото е тоа што за нив гласаше еден голем дел од албанскиот електорат. Тоа е битен момент. И вториот битен момент е тоа што они изиграва на популистичката карта, значи дадоа некои нереални ветувања, од друга страна тие нереални ветувања не беа изелаборирани од страна на ВМРО као неточни, као популистички, значи некако влегова во свеста на народот и тука мислам дека дојде до одредено губење на гласови. Меѓутоа, се уште сметам дека во ред е целата работа, дека победата е неспорна. Нели, би рекле дека ова тесна победа, меѓутоа имаме и уште потесни победи, например у Соединетите Американски држави Буш кога победи беше исклучително тесна победа. Многу потесна од оваа, значи со некои 500.000 гласови, што е многу помалце од особено за една Америка, каде има. Особено за една Америка, да. Да, но таму бевме сведоци Камиловски дека веднаш потоа тој што загуби го призна поразот, односно ја призна победата на својот опонент и сето тоа многу брзо заврши.
Тука не е така. Еве сведоци сме овие денови што се случува. Соединетите држави се водачката демократија на планетава. Значи, и тука имаме две ситуации. Прво, го имате таа демократска култура да се честита веднаш после поразениот честита на победникот. И второ, дека Одиме со кратка пауза за реклами, па се враќаме назад во студиото. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Изминативе денови сме сведоци на она што се случи после изборното, после гласањето на изборите. Бевме сведоци дека ДИК се уште, вклучувајќи и денеска, расправа по приговорите поднесени од опозицијата за одредени гласачки места. Дали како ви изгледа вас тоа? Дали тоа доколку помине и управниот суд го одобри, ќе има прегласување, кој е евентуалниот исход? Дали е можно на изборите на 11 декември да биде еден резултат, а со прегласувањето да биде други, што тоа може да смени во сегашната ситуација со се уште непризнаените, но фактички мандати на односот на бројката на мандатите меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ. Па прво мислам дека нема ништо битно да смени, дека ќе остане истиот однос. Меѓутоа мислам дека ова ДИК што го прави очигледни оние задни трзаи и последни трзаи да се оспори победата на ВМРО, што е страшно, затоа што победата е многу очигледна. Апропо на преска што зборевме со Соединетите држави, кај што со многу потесна разлика најкултурно се Да, тоа сме сведоци во другите држави, скоро беше и во Австрија, кај што за 3% веднаш се честита. Имаше еден момент, Соединетите држави се 300 милиони жители. Значи, една огромна сума на гласови се обработува у рокот 24 сата. Мислам, резултатите одма ги имат. Тоа ми беше следното прашање. Бевме сведоци, ги чекавме и првичните резултати од ДИК, кои не можевме да ги дочекаме, бидејќи бевме во отвореното студио. Имаме држава од 2 милиона луѓе, кај што гласале, 70% од оние што имале право на глас, што е голема излезност. И ние чекаме веќе кој ден, трети, четврти, кој више да се произнесе ДИК со финалните резултати. Тоа е малце очигледно дека тука на сцена се некои други сили, други притисоци, искочеа оние фотографии кај што е американскиот амбасадор сликан со членовите на ДИК, па он после негираше дека не ги познават. Значи, помалку или повеќе, очигледно е дека има притисоци од страна и тоа не е во ред и во однос на македонците и генерално во однос на светската политика, затоа што сепак Македонија не е банана држава, ние сме сепак европска држава и треба да се респектира волјата на народот. Дали после се ова, доколку е ова денеска заврши, за да подсетување со 6 гласа за и 3 против, комисијата вчера го усвои приговорот од движењето БЕСА, кој се однесува на постапката на гласање на избирачко место во Гостивар, за кое беше побарано графолошко вештачење на подписот на еден гласач, за кој се утврдило дека има обид за гласање повтор пат. Одлуката беше донесена откако ДИК вчера беше приложен извештајот од графологот, според кој утврдено дека некој друг гласал во име на посочениот гласач и се потпишал во изводот од избирачкиот список. Со прифаќањето на приговорот се поништува гласањето во ова избирачко место, а ќе се повтори само и доколку вкупниот број на гласачи кои гласа на тоа избирачко место влијат на вкупните резултати во изборната единица 6 и за тоа управниот суд донесе одлука. Вчера имаше некои напишувања дека бидејќи нема да влијае на вкупните резултати во изборната единица 6, управниот суд веќе ја поништил таа одлука, така да прашањето ми е дали со ова се само се купува време од страна на некој кој не сака да ја признае победата на политичкиот опонент. И што според вас, вашата анализа укажува докаде ќе оди СДСМ, докаде ќе оди оваа 2,5 годишна политичка криза и се гледа ли крајот? Имаше на Facebook постирана на добра шега, вика, треба да го пратиме Зоран Заев на Евровизија, затоа што со упорно барање на прегласување и ќе извојува победа. Значи, конечно на тој начин би победиле, мислам. Луѓе се смееваат доста, меѓутоа не е смешна ситуацијата, затоа што јас одамна го кажав тоа.
крајната цел на ова 2,5 годишно мрцварење не е толку да се сруши ВМРО, колку што е целта да се измалтретира македонскиот народ, да му се скрши духот и на нација со скршен дух полесно можете вие да и се наметнете и да и се... Мислам дека они понатаму кидат у овој правец. Мене ми е жал што е тоа така. Ја не очекувам он да ги признае изборите. Без обзира што дека ќе мора да се произнесе со тоа дека ВМРО е победник, дека ќе остане тој однос 51-49. И тоа ќе биде се така додека јас се надевам дека кога ќе се случи инаугурацијата на Доналд Трамп, многу се очекува промена на американската надворешна политика, која неоспорно влијае овдека. Добро, до 20 јануари мислам дека треба да се решат работите ние законски, тоа мораме да го завршиме, бидејќи како според вас еве што ќе се случи доколку има прегласување на овие спорни избирачки места, еве хипотетички да видиме. Доколку сето тоа нели се утврди, вие самите кажавте, ако тоа не влијае на финалните резултати, зашто би имало? Па добро, така јас не ги знам какви се бројки, така што кажуваат, дали процентот може да влијае или не може да влијае. Таму кај што не може да влие, таму нема да се прегласува, барем според така тоа што може. Логиката е таа. Моje мислење е дека ништо битно нема да се промени, дури и да има прогласување. Се надевам дека мислам дека крајната цел на сето ова е пак она СДСМ цело време што го пласираше, тоа е да створи хаотична ситуација. Вие бевте изминатите вечери, нели, дека особено првата вечер кога се протестираше, бевте пред ДИК? И првата и втората, доста луѓе се собраа. Како беше атмосферата таму? Добра расположена. Мислам, луѓето се загрижени. Луѓето негодуваат да сето тоа што се случи. Они негодуваат, меѓутоа не се агресивни. Значи немаше фрлање бои, немаше инциденти. Да, они седеа, пева песми, пиева чајови, слушава говори. Да, за разлика нели од оние претходни што политичките опоненти нели минатото лето малку значи, по немаше колоритно ова протестира. Не се работи, мислам, они колоритно. Они реално направи огромна штета. Овие цело време протестите на симпатизерите на ВМРО се мирни. Они се масовни, меѓутоа мирни се. И сите нивни луѓе што се на теренот, у принцип идат на тоа да ги смируваат луѓето, да не дојде до некакви инциденти. Од проста причина што на сите ни е јасно дека оваа битка мора гандиевски да се добие, затоа што крајната цел од почеток на кризата па до денеска е да се предизвикаат нереди. Нередите се она што им треба на СДС. И они веројатно ќе продолжат во тој. Дури да се формира нова влада, можда ќе имаме затишје од некое време. Многу зависи од тоа како новата администрација у Соединетите држави ќе се постави. Да, затоа мал се подоцна ќе збориме. Прашањето ми беше дали вие сметате што почувствувате у таа атмосфера, дали собирот на масовниот собир на граѓаните пред ДИК успева се уште нели бидејќи и денеска треба да продолжат седниците, успева да извлија или да упати порака до некаде дека народот негодува и дека не ќе да дозволи поништување на изборната волја која нели беше веќе јасно декларирана во неделата. Народот Како е вашиот впечаток? Дали тоа собирање дава позитивна... Апсолутно. Цело време собирањата и на ГДОМ, Граѓанското движење за одбрана на Македонија, е у функција на одбрана на волјата на народот. Значи, овде имаме, доколку они успеава да ја оспорат, да кажем, у наводници, легитимноста на претходните избори, иако таа исто така беше потврдена од меѓународната заедница као легитимна, победата на ВМРО, продолжуваат у истиот правец, иако буквално добива се што им беше, што побарава, што беа нивни услови. И јас лично
ако продолжат во тој правец, ја не знам како ќе се реши таа работа. Навистина, можда новата влада која ќе се формира, значи Груевски и Дуи, претпоставам ВМРО и Дуи дека ќе бидат главните носители, ќе мора тоа многу по, како да кажем, државнички да го реши. Да, тоа ми е прашањето, како според вас, вие што очекувате и како е реалноста според вас би изгледала новата влада, мислам коалициона? ВМРО и Дуи? ВМРО и Дуи, да. Тоа би било околу 61 пратеник. Па така некако, да. Мислите само тие две? Па не знам, тука се има разноразни комбинаторики, има коалициски партнери, има тоа е нешто за што веројатно они се утајност преговараат, така да никој од нас не може да на што ви укажат, доколку се ова заврши, така би изгледала. А дали може да се случи ниту една коалиција да не може да формира влада? Тоа е нешто што би му одговарало на Социјалдемократскиот сојуз. У тој случај, знаете, има едно решение, минатиот пат кога бевме тука, ја го начнав, у случај на кризна ситуација, мислам дека, ама тоа треба интервенција у законодавството, да се воведе институт на задолжително гласање. Значи, не као у Грција. У Грција, например, е задолжително секое гласање, меѓутоа, може кај нас тоа да се воведе у случај на вакви блокади кои траат подолго време. У тој случај председателот или парламентот или граѓани со 100.000 подписи би можеле да иницираат активирање на таа клаузула и со задолжително гласање ќе се знае апсолутно реалната ситуација каква. Тоа е мој предлог, и други го зборуваат. Мислам дека е нешто што би можело да биде механизам за искачање од воиднина, да. А у моментов вака како што се поставени работите, може у недоглед да се продолжува кризата. Да одиме со уште еден блок на реклами, па се враќаме назад во финале на разговорот со Камиловски. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Се враќаме назад во студиото, продолжуваме со разговорот. Камиловски, сите овие работи изминатава недела, дополнително вчера имаше судски, процес каде што судско рочишто каде што специјалното јавно обвинителство во врска со настаните пред општина Центар во 2013 година го почна тоа судско рочиште. Судот ги одби доказите на СЈО од така наречените бомби, сведочењето на загрозен сведок за потсетување на обвинителна клупа се појавија поранешниот премиер и лидер на ВМРО ДПМН Никола Груевски, поранешниот министер за транспорт и врски Милијана Киевски, пратеничката Даниела Рангелова. Судот го отфрли оштетениот сведок како сведок и закажа судско рочиште, односно продолжување во февруари следната година. Прашањето ми е дали овој судски процес беше темпиран токму на целата оваа тензична состојба која се случува овие 3-4 дена, односно изминатава недела, токму вчера кога ДИК заседава, се оспорува изборната победа, чистата изборна победа како што велат од ВМРО ДПМН, дополнително поранешниот премиер некој сака да го стави да клупа. Дали е тоа сето тоа договорено и некако темпирано да биде во исто време за да се направи некаков дополнителен хаос? Апсолутно. Мислам, интелектуалци сме, јасно ни што се случува. СЈО е институција која е октруирана. Она е со сила наметната од страна на Европската унија и Соединетите држави. И она за мене лично нема легитимитет, иако правно она е легитимна. Меѓутоа морално нема никаков легитимитет. Очигледно е дека се у координација со Социјалдемократскиот сојуз и очигледно е дека сите овие циркуси се дел од притисокот што се врши врз ВМРО. Меѓутоа, она што никако да го сватат, тоа е дека вршат притисок врз народот. Значи, народот и ВМРО се две различни работи. Мислам, ВМРО е политичка партија, народот се луѓе кои сакаат у демократска Македонија да си ја вршат својата работа
без препреки. А тие луѓе се веќе 2,5 години у одреден застој и тој застој е се поголем и поголем, затоа што секоја политичка криза се одразува на економијата. Значи, доаѓа до закочување на одредени проекти што се работат, што ангазираат луѓе, што поготово ако се па тоа државни проекти, значи ако е државата инвеститор, значи имаме една комплицирана ситуација и јас одамна сум го кажал тоа дека крајната цел на Социјалдемократскиот сојуз е да е главниот таргет е народот, не е главниот таргет. Не, па токму тоа сакав да ве прашам, еве денеска сме 17 декември, ова се што се случува, нели приметувате дека не се чувствува никаква, ние сме пред нова година, пред божикни празници, не се чувствува речиси никаква атмосфера за разлика од изминатите години. Дали можеби сметате дека сето тоа и успеа, освен нели политички, освен државнички и во животот на граѓаните. Не можеме да осетиме некоја предновогодишна атмосфера поради сите овие работи што се случуваат и кои во моментов како да одат во недоглед. Тоа многу одамна веќе се дешава, луѓето се поларизирава, значи тоа почна уште пред 2-3 години кога, например, мои блиски пријатели доживеава да не бидат повикани на Божик заради тоа што партиципирале во некои проекти или се симпатизери или се симпатизери на ВМРО. Значи, дојде до израз та се вика нарцистик personality disorder или пореметување на нарцисоидно пореметување на личност. Значи, тоа не мора да се однесува на поединци, може да се однесува и на еден колективитет кој гради еден таков, како да го кажеме, ментален контекст и еднаш ги нарекува секта, дека не се политичка партија, бидејќи тој тип на однесување е типичен за секти, кога се отфрла реалноста, кога се отфрлаат од ние морални етички принципи кои ги двојат приватните односи од односите кои се општествени, кои што се као политички определби или членство у партија некоја или не знам што. И на тој начин они успеава да не поларизираат до тој степен да кај луѓето тоа веќе се осеќа и реално пречи у меѓучовечките односи. Значи тоа можеме да го видиме у секојдневниот живот. Меѓутоа тоа не е одлика на луѓе кои, само можда тешки зборови ќе кажам, али тоа се луѓе кои имаат у принцип ментален проблем. Значи они не сум психијатар за да давам квалификации професионални, меѓутоа од луѓе што се блиски до таа професија. Значи ми е, како да кажам, објаснато шемата на однесување. Значи нив совршено не ги допира дали ќе растурат нечија фамилија, дали некој ќе остане без работа, дали ќе упропастат некој проект на кој се ангажирани 200, 300, 500 работници. Совршено не ги интересира. Јас малце морам ми отвара некои прашања како што разговараме понатаму. Како е во вашата фела? Дали таму може да се поделат луѓето на нели, вашите колеги, вие сепак уметноста треба да е над политиката. Како е особено нели кај нас? Дали и тука се делат луѓето на ваму и таму, или сте вие заеднички уметници кои можете со заедничко размислување и со заедничка критика за општествените случувања? Сведоци сме у минатото и во книжевноста, и во сликарството, и во музиката, секогаш интелектуалците и уметниците знаеле да направат критика на одредена општествена нели одлука или на едно општествено време. Но како е денеска, имам впечаток дека има две општества, две уметности, две критики. Видите, сега дојде до израз онаја од секоја што сум го викала, тоа е дека уметноста и архитектурата и музиката и книжевноста Пева и театарот тука не се надпартиски, колку и да сакаат да се представат дека се, у суштина не се, и дека имате левичарска и десничарска ориентација и у културата. Значи, и сега мора да се види профилот на левичарите и профилот на десничарите. Значи,
Десничарите се конзервативни и традиционални луѓе, а левичарите се условно кажано авангардни, у принцип се експериментаторски настроени. Па да, но сега јас можам да од овој разговор да видам дека се смениле работите. Колку што можам да приметам, нашите уметнички и архитектонски новитети во градот се критикувани токму од тие авангардните кои сакаат, кои сакаат нешто ново. Меѓутоа, поентата е у архитектурата и генерално у вајарството, кои што се јавни објекти у принцип, е тоа што вие не можете туку така да си дозволите да експериментирате. Значи, кој ќе поставите една зграда, тоа не е као мода, па сега прошла модата, па ќе ја фрлиме. Таа зграда останува 100-200 години да стои тука. Да, сведоци сме на такви згради има во Скопје. Точно. И сега, например, сите згради од 60-ти, од 50-ти, од 70-ти години, кои што се у стил на таа модерна, не само што се покажува као неефикасни, него тоа е една од најкритикуваните архитектури на планетава, се нарекува брутализам и се смета за најдехуманизирачка архитектура. Значи, стварите се многу едноставни, знаете, класика си е класика. Например, ако јас сега го облечам оделото на татко ми од 70-ти години, од 70-тите години, со оние летечки крагни со звонарки панталони, ќе изгледам смешно, меѓутоа ако го облечам смокингот на дедо ми со кој отишол на свадба, нема да изгледам смешно, бидејќи тоа е истиот смокинг кој се користи и денеска. Да, универзална вредност. Тачно, тоа се универзални вредности. Така да вие кој имате десна конзервативна влада, она не експериментира, она не е експериментаторска, не ги интересираат нив многу авангардните појави у архитектурата и уметноста. Туку трајните вредности. Туку традиционалните вредности. Тоа историјата го потврдува тоа. Значи, у секоја нова епоха која се случува, например, имате мрачен среден век и одеднаш имате ренесанса. Ренесансата не е ништо друго, туку враќање на античките вредности, кај што градителството било малтене доведено до совршенство, исто така и вајарството. После тоа имате, тоа се развива у барок, па се случува француска буржуазска револуција, па имате пат и имате враќање на класичните вредности. Значи имаме неокласицизам после. Па неокласицизмот еволуира у романтизам, а романтизмот е необарок уствари. Па после има чак и у социјализмот се враќаат на соцреализам, односно пак на Добра, не сметате дека треба некои објекти да останат и од тоа време 70-ти години кога во духот на тоа време нели се граделе? Ама никој не ги срушил тие објекти, тие се тука. Они се дел од треба да одбележи еден период на апсолутно, меѓутоа тоа не значи дека конзервативната влада или десно ориентираната влада е по некоја, нивна логика е обврзана да гради модерно. Нешто што ќе биде прогресивно у нивните филмови, у нивните проекции. Мислам, они си експериментираат, прават глупости. Јас сум гледал свакојаки проекти, имаше еден проект кај што наместо кров некој за војска беше, ми се чини, изгради некој и на кровот ставаат травњаци. Добро, фино изгледа тоа онака у 3D кога ќе го видите, меѓутоа кога ќе ги погледнете од практична гледна точка, дека ние немаме економски капацитет крововите да си ги поправиме, а камоли да одржаваме травњак на крововите, знаете дека тоа ќе биде глупост, дека некој си прави експерименти, а луѓето што ќе живеат утре у таа зграда ќе имаат ѓубриште уместо кров. Значи тоа исто у 70-тите кога почнаа равни кровови да градат у Македонија, исто тоа беше мода. Значи они не ги осмислива работите кои што треба и сите равни кровови прокиснуваат. Зашто? Затоа што економската моќ на македонците не е толкава за да може на секои 5-6 години да се обновуваат тие кровови. Значи они за да бидат изолирани од атмосферски влијанија, значи кога ќе ставите една изолација трае 5, 6, 10 години преку сила, после тоа мора да смените. Меѓутоа ние сме такви какви што сме со тој буџет што го имаме, со тие пари што ги имаме. Сме се прилагодиле нели на условите во кои. Значи не случајно нашите дедовци правеле кровови со 4 пада на вода, значи. Да, за крај на денешното во интерес на времето, нели го отворивме и нели прашањето околу уметноста, бидејќи вие сте пред се уметник. Каде што исто така има кризата нели овие 2,5 години удри буквално секаде нели во човек, во живеењето на македонецот. Само кратко за крај, дали очекувате скорешно излегување од
кризата во која политичката криза која пак нели влијаеше врз сето ова што го зборевме до сега. Па ние на еден или друг начин ќе искочиме. Едниот начин е овој Гандиевскиот, нели, Бидејќи нели не чекате ви скоро и локални избори. Да. Имаме и локални избори. Јас искрено се надевам дека мислам не можам со тие флоскули разумот ќе преовладе, појдејќи кај Социјалдемократскиот сојуз разум не постои во моментов. Постојат само нагони и страст за власт, тоа е све. Единствено оние ако соберат сила да си се реформираат од внатре и да понудат конкретна програма. Значи не пресија врз народот. Пошто видите, вие можете да се расправате со ВМРО, ама ако го доведете народот у состојба на, како да кажам, да го натерате ќош да не може више каде да он ќе возврати и тука нема сила што може да Да, го ми се чини контролира. дека крајно време бидејќи Они рачунаат дека такво нешто ќе се деси, па ќе бараат некакви интервенции од странство, па ти реков ми рече, значи тука негде ја гледаат они својата логика како би они дошле на власт, пошто они сакаат власт по секоја цена. по секоја цена, нели? И спремни се да платат таа цена, само може да се случи они да бидат најголемите губитници у таа ситуација. Ви благодарам, Камиловски, за учеството во денешната емисија на Радио Полиграф. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Изминатиот час ја следевте емисијата Радио Полиграф. Автор и водител на емисијата Дејан Андоновиќ. Техничка реализација Далибор Зафировски. Продукција Радио Слободна Македонија. Сабота, 17 декември 2016 година. Пријатно попладне. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Кога вистината зборува, човекот слуша. Демистифицирање на глобални, регионални и локални актуелности кои влијаат врз граѓанинот. Секоја сабота од 11 часот. Радио Полиграф на Радио Слободна Македонија.